Добар ден, поздрав од Москва. Почитувани членови на одборот на рациновите средби. Почитувани градоначалник на Велес, господин Аце Коцевски. Почитувани и драги македонски пријатели, дами и господо. Ви благодарам на укажаната чест да ми го доделите рациновото признание токму мене, како рускиот македонист, повеќе од 4 децении посветен на проучувањето и афирмацијата на македонската литература и култура. Рациновите средби се познати и признани во светот како една од најзначајните културни манифестации во Македонија. Со тоа, секоја година му се укажува почит на поетот со срце ширење широко, втемелувачот на современата македонска поезија. Рацин стои на челото на традицијата на македонската поезија, започната од Климент Охридски, на традицијата што ја следат веќе неколку генерации писатели со длабока и искрена љубов кон земјата и јазикот. Пред нив, според зборовите на Рацин, лежи огромна и светла перспектива и навистина честит и возвишен подвиг. Богатството на современата македонска литература најдобро покажува колку бил во право Рацин со својата верба во иднината на својот народ. Годинава, широм Македонија, а и во светот, се одбележува јубилејот 100 години од раѓањето на Блаже Конески, еден од тие дејци што навистина извршија честит и возвишен подвиг. Блаже Конески, стожерна личност на епохата, човек од ренесансен тип, поет, преведувач, универзитетскиот професор, истражувач, втемелувач на филолошкото образование во Македонија и прв председател на МАНУ. Делата на Рацин и Конески, како и на другите македонски современи писатели, ја откриваат убавината на македонскиот јазик, благородството на национален карактер, богатството на душа на човекот. Мене ме плени мелодија на македонскиот јазик уште во почеток на 1970-тите години, кога ги слушав предавањата по македонски јазик и литература кај професор Војслав Илич и Слободан Жамарковиќ на Филолошкиот факултет во Белград. Тогаш ја открив Тк за југ од Константин Миладинов, песна полна со спомени на Божева хубавина на Охридското езеро и целата Македонија. Потоа песните од Бели Мугри на Кочо Рацин и преубавата Ленка. И секако го открив и Блаже Конески со неговата безсмртна везелка. Морам да ги спомнам и моите руски професори, Рина Усикова, истакнат македонист, и Николај Кравцов, мојот ментор. Исто од оној Кравцов, автор на книгата Српски епос, што ја студирал и со страст читал Рацин во Народната библиотека во Белград уште пред Втората светска војна. Кравцов ме научи да чувствувам убавината и богатството на народното творештво, на песните на Марко Крале и за Марко Крале и Болан Дојче. Во плотна соработка со македонските колеги од Универзитет Свети Чирил и Методиј во Скопје, со Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, благодарејќи на интересни стручни разговори водени и со македонски писатели, а дел од нив се универзитетски професори, имав можност професионално да се реализирам. Мене ме радува дека во мојата земја, на Москевскиот државен универзитет Ломоносов, се формираат новите генерации македонисти кои ги сакаат литературата и јазикот на Кочо Рацин и Блаже Конески. Во ситуацијата на пандемијата, за жал, немам можност лично да присуствувам на ова убава свеченост и морам да ви се обратам преку видеоснимката. Ви благодарам уште еднаш на укажаната чест.